Лидерот на СДСМ Зоран Заев објави материјали за преслушувани разговори што ги поседува. Тврди дека биле следени комуникациите на 20.000 граѓани, а тој бил предмет на обработка 2 години. Реагира од ВМРО ДПМН. Заев прифати да биде инструмент и марионета на странски служби за туѓи интереси кои не им мислат добро на земјава. Лидерот на СДСМ Зоран Заев објави 11 телефонски разговори за кои тврди дека се прислушувани. Според председателот на опозицијската партија, следени биле комуникациите на 20.000 луѓе, меѓу кои политичари, бизнисмени, новинари, представници на невладиниот сектор. Поднел кривична пријава против одговорни во МВР. Најави дека и во следните денови ќе објавува материјали од партискиот проект Вистината за Македонија, а тоа го правел заради, како што рече, враќање на демократијата во земјата. Го повика обвинителството да покрене истрага, а на снимените разговори да им биде извршено вештачење. Од денеска, Социјалдемократскиот сојуз и опозицијата го започнува проектот Вистината за Македонија. Целта е единствена: да ја вратиме слободата и демократијата во Република Македонија, да ги вратиме европските вредности. Ја повикуваме и меѓународната заедница внимателно да следи се што објавуваме и очекуваме активно да се вклучи во овој процес во Република Македонија. Реагираше ВМРО ДПМН. Со денешната и најавените пресконференција од ваков тип, Заев со несериозен и неодговорен однос, прифаќајќи да биде инструмент и марионета на странски служби, тој очигледно со задоволство продолжува да биде дел од креирано сценарио кое што е во интерес на трета страна, која не сака добро на Македонија. Заев само продолжува да тоне и пол со контрадикторности и небулози, сака да направи цела македонска јавност, вклучително и неговите сопартици, да се држат во заложништво и јавноста да биде подуцена и да биде дефокусирана од реалните теми и потреби на граѓаните. Заев има една очигледна, продзивна и површна намера да се представи и себе си како жртва, и тоа во ситуација кога тој не е ништо друго освен марионета, која што работи и делува во функција на туги интереси. Сценариото нема да им помине и за се ова институциите во рамки на своите законски и уставни надлежности треба да ги утврдат сите факти и околности, но и мотиви и цели и на инспираторите и на поддржувачите и на извршителите на ова сценарио. Велат од ВМРО ДПМН.